Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден! Пред нас се нови околу 80 на минути од новото издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио од Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви одбрав за денес. Министерството за внатрешни работи со ново соопштение за бегството на Рамадани. Полицијата го приведе и го предаде на судот. Други мерки не беа побарани. Председателот на Македонски концепт Богоевски нема коментар за кривичната пријава од вреди. Предизвик за новата влада, како до поголем пензиски фонд, а да не се оптоварува државниот буџет. Несовесно трошење на вода со црева за поливање остава многу домови без вода за пиење во Тетово. Градоначалникот Коњановски и општина Битола ќе ги наградат пожарникарите од територијалната противпожарна единица за нивната пожртвуваност во справувањето со пожарите. Адвокатот Ресен го продал имотот на починато лице, злоупотребувајќи лични податоци, и за услугата добил над 2,2 милиони денари. А за самиот почеток и следната вест. Обединетите нации проценуваат дека населението во земјите на Западен Балкан до 2050 година ќе се намали за околу 3 милиони жители. Ако минатата година населението изнесувало 16 милиони 977 илјади жители, до 2050 година ќе се намали на 13 милиони 975 илјади жители. Според проценките на Обединетите нации, населението во Република Македонија од 1 милион 836 илјади жители ќе се намали на 1 милион 519 илјади жители, што е пад за 17,3%. Најголем пат во бројки се предвидува за Србија, која минатата година имаше 6 милиони 788 илјади жители, а во 2050 година ќе брои 5 милиони 554 илјади жители, односно 1,2 милиони жители помалку, што е пад за 18,2%. Додека процентуално гледано најголемо намалување на жителите ќе има во Босна и Херцеговина и Албанија. Обединетите нации наведуваат дека од 3 милиони 194 илјади жители минатата година, во 2050 година ќе брои 2 милиони 469 илјади жители, што е за 22,7% помалку, а Албанија од 2 милиони 822 илјади на 2 милиони 251 илјада жители, што е за 20,2% помалку. Населението во Црна Гора ќе забележи пад од 14,8%, односно од 628 илјади ќе има 535 илјади жители.
Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Сонцето наше надалеку гре, еј од вечни векови. Сонцето откуд леш со нас ке живе, браќа, сестри, македонци. Искона, народ измачен, секаде по светот раселен. Црна темнина ни го покрила, само јасно сонце ке ја растера. Црна сестри македонци. Боже, слушни ја нашта молитва, чувај ни ја Македонија.
Makedonci. Sonce tot kud leć, već luke žive, braća, sestri, Makedonci. Во врска со информациите кои непрекинато се шират по медиумите, а се поврзани со бегството на лицето Блерим Рамадани, поранешен член на ОВК, известуваме дека на 17.7.2024 година на граничниот премин Јажинце од страна на граничната полиција истиот е приведен и предаден на секторот за внатрешни работи. Тетово, пошто е спроведен пред судските органи, се вели во соопштението на Министерството за внатрешни работи. Напоменуваме дека натамошното постапување на судот не е надлежност на Министерството за внатрешни работи, но со оглед на тежината и сериозноста на делото за кое се товари и имајќи в предвид дека станува збор за странски државјани, судот донесува одлука која државните институции тешко можат да ја спроведат во целост. Имено, мерката куќен притвор на странски државјани на туѓа адреса на живење е преседан во досегашната практика. Напоменуваме дека и покрај споменатото, Министерството за внатрешни работи продолжува со превземање на сите оперативно-тактички мерки и активности до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција од страна на Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал, доставено е известување во кое се наведени и во целост објаснети основите на сомневање за сторени кривични дела од страна на лицето Блерим Рамадани, како и основи за сомневање за сторени кривични дела од страна на службени лица кои донесувале одлуки за екстрадиција на посоченото лице и постапувале по истите, истакнуваат од Министерството за внатрешни работи. Оттаму додаваат дека врз основа на наведеното од страна на надлежен јавен обвинител при основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, издадени се писмени наредби и дадени се насоки по кои Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал постапува. Zlatni luk
Председателот на политичката партија Македонски концепт Петар Богоевски во основното јавно обвинителство поднесе кривична пријава за, како што кажа, повеќе инкриминирачки дела против политичари албанци. Богоевски соопшти дека до обвинителството и до Министерството за внатрешни работи се поднесени докази, медиумски изјави од политичари кои припаѓаат на албанската етничка заедница и од социјалните мрежи, каде што, како што рече, целосно се омаловажува Македонија, се оспорува постоење на македонскиот народ, македонскиот јазик и на македонската држава. Богоевски не спомена имиња на политичари против кои поднеле кривична пријава, оти основното јавно обвинителство процесуираат и за да не испадне, како што рече, дека тие некого осудуваат пред воопшто да се направи судска постапка. За поднесената кривична пријава од страна на коалицијата Вреди против Богоевски не сакаше да ја коментира, бидејќи, како што рече, не знае од кого доаѓа. На новинарско прашање дали смета оти ќе има политички последици бидејќи се коалициски партнери, Богоевски истакна дека врз неговата партија има негативни последици. На нас не ни се коалициски партнери, ние сме дел од коалицијата Твоја Македонија. Непосредно ни се владини партнери. Поведението на Вреди, барем врз нашата партија, има негативни последици. Има жестоки реакции од наши членови, симпатизери и поддржувачи и од пошироката јавност, бидејќи луѓето сметаат дека нивното однесување не е ништо поразлично од она на ДУИ, и тоа не загрижува, рече Богоевски. Во врска со приватното патување на председателот на Собранието Африм Гаши во Косово, Богоевски нагласи дека поголем проблем е и загрижува информацијата на Министерството за внатрешни работи дека биле шверцувани лица со службени возила кои не биле пријавени на граничен премин. Кои дами тука имаме, меѓишто катил душман сме омегиле. Корени од векои дами тука имаме, меѓишто катил душман сме омегиле. Манастир до манастир, како беде ми, се турне има живи, ќе подигаме. Уште од пред Христоса, ова наше. Еј, кој ќе посегне, мракот ќе го изеде. Корени од векои дами тука имаме, како чинари столетни сме нараснале. Корени од векои дами тука имаме, како чинари столетни сме нараснале. Манастир до манастир, како беде ми, се
мракот ке го изеде. Како беде ми се турне, има живи, ќе подигаме. Уште отпред Христоса ова наше. Еј, кој ќе посегне, мракот ќе го изеде. Мракот ќе го изеде. Што поголемо искоренување на сивата економија и плаќање давачки за повеќе вработени луѓе ќе значат сигурен извор на средствата наменети за повисоки пензии и за сегашните пензионери. Ваков е ставот на некои економски експерти, а сметаат дека ова е единствен начин како да се намали постојниот проблем дефицитот на средства за исплата на пензии во фондот на пензиско и инвалидско осигурување. Ова мислење го темелат пред се поради најавеното линеарно зголемување на пензиите во време кога буџетскиот дефицит во фондот за пензиско и инвалидско осигурување е околу 600 милиони евра и како еден вид трајно решение во спроведувањето на предизвикот како да се наполни пензискиот фонд од наменски давачки. Надминувањето на сивата економија во моментов е важна за целокупното општество. Ако се зголеми бројот на вработени, нормално дека ќе се зголеми наплатата на придонесите и ќе се обезбедат повеќе средства кои се потребни за исплата на пензии. За една нето минимална плата од 22.600 денари се потребни околу 11.000 денари за придонеси. Но практиката покажува дека во приватниот сектор веќе може да се најдат работни места за кои се даваат плати и повеќе од 30.000 денари, а за тој износ придонесите се околу 15.000 денари. Многу едноставна е логиката, за повеќе работници да плаќа здравствено и пензиско осигурување, повеќе средства ќе има и ќе стигнуваат во фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Само треба да се потруди државата да се надмине делот од сивата економија, односно работата на непријавените работници, смета Мирче Блажевски, овластен сметководител од Тетово. Универзитетската професорка Шенај Хаджи Мустафа вели дека со зголемувањето на пензиите треба да следи реално зголемување на трошоците на живот во земјата и дека треба да се води сметка за статусот на пензионерите. Сепак предупредува дека досегашните практики за користење на средствата од државниот буџет го намалува квалитетот на животот на сите останати активни граѓани, бидејќи се намалуваат можностите за капитални инвестиции, од кои пак зависи економскиот развој, унапредување на образованието, животната средина и други сектори. Од Министерството за финансии велат дека се обезбедени средства за линеарно зголемување на пензиите од 2500 денари. Со ребалансот на буџетот се обезбедија дополнителни 5 милиарди денари за исплата на пензиите до крајот на 2024 година. Од тие 5 милиарди денари, 2,5 милиарди денари се средства кои се трансферираат дополнително во фондот за пензиско осигурување заради реализација на најавеното линеарно зголемување на пензиите од 2500 денари од септември оваа година, кои ќе бидат исплатени во октомври.
Стручните служби од Министерството за финансии сметаат дека е можно и со надминувањето на сивата економија, односно плаќањето на придонеси на вработените, да се зголемат износите кои би биле дел од буџетот на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Тоа го образложуваат со стратегијата за формализирање на неформалната економија до 2027 година. Според нив, така ќе се стабилизира и фондот, па затоа се смета дека е реална мерка за подобар живот на највозрасната група на граѓани. Дел од жителите на Тетово и понатаму мака мачат со вода за пиење поради несовесното трошење. Доказ за состојбата е тоа што двата водоснабдувачки системи се во функција и обезбедуваат доволни количини за пиење за граѓаните, а граѓаните велат дека водата со силен притисок ја имаат само во раните утрински часови.
Според информациите од јавното предпријатие за водовод и канализација Шар од Тетово, од филтер станицата и системот Лешница има 140 литри во секунда, а од изворите на Шар планина моментално има доток од 250 литри вода. Вкупната количина на водата што се снабдува градот е 390 литри, што е дури и повеќе од оптималната количина од 350 литри вода во секунда. Горе на куќите на Двабресте и Певчина добиваат навечер вода 2 до 3 часа и ја полнат. Повеќе шетам по планините и тие не се искористени да се соберат на едно место, посочува еден тетовец од булеварот Благоја Тоска. Постојано чекаме, ќе чекаш една чаша да се наполни да се напиеш. Мака, купуваме минерална вода за пиење, ама тоа не е тоа. Треба и за се останато, за јадење да направиш, за кафе да направиш, вели една повозрасна жителка од градот во местноста Борис Кидрич. Од почетокот на оваа недела од јавното комунално предпријатие Шар известија дека е почната акција за поставување и ставање во функција на водомери во сите домаќинства, како и кај малите и големите предпријатија. Ова се прави со цел граѓаните да плаќаат само за потрошената количина на вода. Со оваа иницијатива сакаме да ги спречиме злоупотребите што ги овозможува сегашниот платен систем. Работиме во насока на обезбедување на доволна количина на вода за пиење за сите населби и населени места во општината, но и на намалување на злоупотребата на водата од страна на граѓани кои до сега го искористуваа недостатокот на водомери, информираат од јавното комунално предпријатие Шар. Оттаму посочуваат дека водомерите се поставуваат и во пералните за возила, кои поради видот на работата користат голема количина на вода. Според нив има соработка со собствениците и водомерите брзо се поставуваат. Pesna duša da mi gali, za ljubov silna srce što mi gori. Dajte pesna jedna naša stara, za jedna ljubov gradi vešto para. Verna ljubav začuka na vrati, sreća, radost večno da me prati. Eve pesna, sine moj, pesna za tebe, da ti kažem, sine moj, koliko te saka tatko tvoj. Eve pesna, sine moj, pesna od srce, ljubav, sreća do veka, gordost moja golema.
сака татко твой. Еве песна, сине мой, песна од срце, љубов среќа до века, гордост моја голема. Ti kažam, sine moj, kolku te saka tatko tvoj. Eve pesna, sine moj, pesna od srce, ljubav sreća do veka, gordost moja golema. Marketing. Sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
Градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски ги посети пожарникарите од територијалната противпожарна единица Битола. Им се заблагодари за нивната посветеност и максимална ангажираност во справувањето со пожарите кои, започнувајќи од 15 јули, скоро еден месец без неја на повеќе локации во општина Битола, но и на други места кои се во надлежност на територијалната единица од Битола. Коњановски нагласи дека на седница на Советот ќе поднесе иницијатива за награда во висина од 15.000 денари за секој од 40 вработени во територијалната противпожарна единица Битола, за што по усвојувањето на иницијативата од советниците ќе се обезбедат средства со ребаланс на буџетот на општината. Заменик командирот Горан Димковски и вработените од територијалната противпожарна единица Битола изразија благодарност за ваквиот начин со кој дополнително се вреднува нивното организирано, координирано, професионално и навремено делување, со што беа спречени катастрофите кои се закануваа на Битола. Од страна на пожарникарите беше нагласено дека наградата е значаен мотивирачки фактор за нивното несебично вложување, а професионализмот кај сите вработени во територијалната противпожарна единица Битола продолжува да биде на високо ниво, затоа што нивните интервенции покрај работните обврски се и љубов кон градот и неговата околина.
Општина Ресен објави повик до земјоделците од Преспа за учество во програмата за одржливо земјоделство. Проектот ЕУ за Преспа, обнова на природните ресурси и зајакнување на одржливото земјоделство и туризам е насочен на одржливо управување и употреба на природните ресурси во Преспа, кои ќе водат до подобрен квалитет на животот и економскиот развој преку така нареченото зазеленување на земјоделството и туризмот. Во рамките на проектот, земјоделците ќе бидат поддржани со мерки за градење на капацитетите и финансиска поддршка за да се олесни нивната транзиција кон одржливи земјоделски практики, посебно во производството на јаболко, но и на други култури. Проектот ќе промовира диверзификација на културите, како и органско и интегрирано производство и сертификација. Програмата за одржливо земјоделство во Преспа е програма за градење на капацитетите на земјоделците од општина Ресен. Програмата е планирана да содржи сет на обуки од областа на одржливото земјоделство и менторски сесии за техничка поддршка со цел усвојување на добри земјоделски пракси, кои во исто време ќе придонесат до поголем принос на земјоделците во Преспа. Во програмата за одржливо земјоделство во Преспа планирано е да бидат вклучени искусни експерти, а ќе се одвива во неколку фази. Прва фаза на обуки планирана од август до декември 2024, втора фаза селекција на фармери кои ќе добијат финансиска поддршка и трета фаза на директни менторски сесии планирани да завршат најдоцна до јуни 2026 година. За време на менторската фаза, искусни консултанти ќе обезбедат насоки, поддршка и совети на земјоделците кои ќе добијат грант. Во првата фаза на програмата за одржливо земјоделство во Преспа, во фазата на обуки може да учествуваат евидентирани индивидуалци од Регистерот на земјоделски стопанства на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Секој заинтересиран земјоделец или земјоделка ќе имаат можност да се пријават за 3 од понудените теми за одржливо земјоделство, а тие се: заштита на земјоделските производи, управување со почвата, наводнување и зачувување на водата, промена на култури, органско земјоделство и интегрирано земјоделство. Учество во програмата за одржливо земјоделство во Преспа е предуслов за пристап до грантовите наменети за добри земјоделски пракси, поддршка за диверзификација на нови култури, како на пример цреши, сливи, лешник, ореви и друго, и спроведување на мерки кои ќе обезбедат проширување на органското производство и сертифицирање на земјоделците за органско или интегрално производство. Грантовите ќе бидат во максимална вредност до 10.000 евра. Грантовите ќе бидат комплементарни со постоечките програми на инструментот за предпристапна помош за рурален развој ИПАРТ. Земјоделците кои користат ИПАРТ и друга финансиска помош од Европската Унија или се корисници на претходни грантови преку проекти имплементирани од UNDP се подобни да учествуваат во тренинг програмата и да користат финансиска поддршка. Сепак поддршката која би ја добиле од програмата за одржливо земјоделство во Преспа ќе треба да ја надополнува претходно добиената поддршка. Затоа UNDP ќе биде во тесна координација, особено со тимот кој работи за ИПАРТ, за да се обезбеди комплементарност и да се спречи евентуалното преклопување. UNDP се залага за родова еднаквост и за јакнење на жените, како и поддршка на младите луѓе. Затоа проектот ќе работи на промовирање на родовата еднаквост и јакнење на жените и младите земјоделци во програмата за градење на капацитетите, обуките, како и финансиската поддршка на земјоделците, предприемачите и младите луѓе. Ивани, како сте? Спремни? Спремни. Оди бе, кажи да, моја најмила. Денеска сум ептена многу кефлија,
mesta. Kaži da, moja najmila, biti mi za navek, moja ljubena. Za tebe, za mene, bija srca dve, taka i do veka neka ostane. Staroj svatoj emi muziki, širom vašte porti otvorete gi, vignete gi site vaši rodnini. Kaži da, moja najmila, biti mi za navek, moja ljubena. Za tebe, za mene, bija srca dve, taka i do veka neka ostane. Как нека ечи вечерва, свирете, а сега сватба голема. Ајде, татко, налей вино ракија, мајко, фати орозе до небесна. Кажи да, моја најмила, биди ми за навек, moja ljubena. Za tebe, za mene, bija srca dve, taka i do veka neka ostane, neka ostane. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Буџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
sestro, jasna muave, imam nešto da zboruvane, da mi kažeš kako postaram, da mi kažeš što da napravam, da slušam tugi umovi, a da fatam tebi drumovi. Nemoj mila, nemoj ne odi, tvoj pad brate nigde ne vodi. Doma ima samo jedna, ta je najvredna. Tvoj što pošao ne se vratil, slušaja sestra ti. Nema mi kade na ovoj beli svet, Zemlja milna, ljubav silna, kako tako divna. Nema nikade na ovoj beli svet, toliko lična, ljubav slična na Makedonija. Kaži sestro, ako pošekam, kako u Trojanske dočekam, kako ke mi raspad decata, da li ovde je srećata, ili tamo negde postoji sreća Bog ti da mi otvori. Nemoj mila, ti ne plašivi se, ti je deca, site naši se. Ova zemlja mnogo gidala i izgledala. Ako si od desite, što sme napravile. Nema mi kade na ovoj beli svet, Zemlja milna, ljubav silna, kako tako divna. Nema nikade na ovoj beli svet, toliko lična, ljubav slična na Makedonija. Nema nikade na ovoj beli svet, zemlja milna, ljubav silna, kako tako divna. Nema nikade na ovoj beli svet, toliko lična, ljubav slična na Makedonija. И пред самиот крај еве една куса вест од Ресен. Поднесена е кривична пријава против СТ, 60 годишен адвокат од Ресен, поради тоа што злоупотребил починато лице и на тој начин му го продал имотот.
Тој во 2022 година со свој потпис и печат оверил 2 договори за купопродажба на недвижен имот, кои ги употребил при солемнизација пред нотар во Тетово, а потоа се потпишал и во графата продавач, за што употребил полномошно со невистинита содржина од 94 годишно лице, кое било починато пред повеќе од 2 месеци пред заверката. Изготвените договори и полномоштвото ги искористил наведувајќи податоци од патна исправа, издадена од странска земја на име на починатиот. Исто така, договорот за купопродажба на недвижен имот од 14.7.2022 година, пријавениот го употребил за солемнизација на нотар и притоа навел податоци од патна исправа, издадена од странска земја и употребил полномошно со невистинита содржина, а полномошник било починато лице. Недвижниот имот, собственост на наследникот на покојниот, пријавениот го оттуѓил на трето лице и се здобил со противправна имотна корист во износ од 2.274.000 денари, исплатени на негова сметка, велат од Министерството за внатрешни работи. Ženi me, mamo, ženi me.
Почитувани, тоа би било се што ви подготвивме во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. Ви посакувам пријатен ден, а во катчето за најмладите да ја чуеме приказната Волшебното цветче. Пријатно! Волшебното цветче. Си било едно девојче по име Женја. Еднаш мајка ја испратила во продавница да купи гевречиња. Купила Женја 7 гевреци. 2 со сусам за тато, 2 со афион за мама, 2 со шекер за себе и едно мало розово геврече за незиното мало братче Павлик. Ја зела Женја кесичката со гевречиња и тргнала на кај дома. Си оди така таа и гледа натаму наваму, ги чита плакатите, ластовиците ги брои. А по неа си оди едно куче и ги јаде сите гевречиња. Оние на тато со сусам, на мама со афион, па и неизините со шекер. Почувствувала Женја дека кесата со гевречиња и станала премногу лесна. Се завртела, но веќе било доцна. Кесето си се вее празно, а кучето го јаде последното, розово геврече на Павлик, и се оближува. Ах, лошо куче, извикала Женја и почнала да го брка. Трчала, но не го стигнала кучето и се изгубила. Гледа наоколу, местото не го знае. Големи згради нема, се само мали кукички. Се исплашила Женја и почнала да плаче. Одеднаш пред неа се појавила една старица. Девојче, зошто плачеш? Женја и раскажала на старицата се поред. И паднало жал на старицата, па ја одвела Женја во својата градина и вели: Добро де, не плачи, ке ти помогнам. Јас немам ни гевречиња, ни пари, но затоа во мојата градина расте едно волшебно цветче, кое може да ти ги исполни сите желби. Знам дека си добро девојче и дека сакаш да гледаш наоколу. Ке ти го подарам цветчето и тоа ќе среди се. Потоа старицата искинала едно гранче и дала на Женја едно цветче налик на вртипоп. Цветчето имало 7 продзирни ливчиња, секое со различна боја: жолта, црвена, зелена, сина, портокалова, виолетова и тегет. Ова цветче, рекла старицата, не е обично. Тоа може да ти исполни се што сакаш и што ќе посакаш. За да ти исполниш желба, треба да искинеш едно ливче, да го фрлиш и да кажеш: летај ливченце од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се напреј круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Кажи што сакаш да се случи и така ќе биде. Женја љубезно и се заблагодарила на старицата, излегла од градината и тогаш и текнало дека не го знае патот до дома. Сакала да се врати во градината и да ја замоли старицата да ја одведе до најблискиот полицаец. Но повеќе ја немало ни градината, ни старицата. Што да се прави? Женја веќе била подготвена да заплаче, дури и носот го намуртила како хармоника. Но тогаш и текнало за цветчето. Ајде да видам што може да направи цветчево. Женја веднаш го искинала жолтото ливче, го фрлила и рекла: летај ливченце од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам да сум дома со гевречиња. Не успеала ни да се доискаже, а веќе се нашла дома со гевречиња во раката. И ги дала Женја гевречињата на мајка си и си помислила: ова е навистина прекрасен цвет. Треба веднаш да го ставам во најубавата вазна. Женја била малечка, па затоа се качила на едно столче и сакала да ја земе омилената вазна на мајка и што стоела на последната полица. Во тој момент коза Белја низ прозорецот видела како летаат ластовички. Се разбира, Женја сакала да дознае колку се, 7 или 8. Ја отворила устата и почнала да чита, дофаќајќи ја вазната со прстињата, а таа паднала и се скршила. Повторно скрши нешто, трапавке, викнала мајка и од кујната. Да не ми ја скрши мојата омилена вазна?
Не, мамичке, ништо не сум скршила, така ти се причуло, викнала Женја. И бргу го скинала црвеното цветче, го фрлила и рекла: Летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ, врати ми се направи круг, на земја ти падни, мојата желба да се исполни. Вазната на мама нека биде повторно цела. Не докажала, ете ти, парчињата почнале да се спојуваат. Дошла мајка и од кујната и гледа дека незината вазна си стои на место. За секој случај мајка ја искарала со прстот и ја испратила да се игра во дворот. Отишла Женја во дворот и гледа момчињата си играат пирати. Седат на стари штици, а во песокот ставиле една палка. Дечиња, ке ме примите и мене да си играм со вас? Како да не? Не гледаш дека ова е северниот пол? На северен пол не примаме девојчиња. Како да не северен пол? Ова се обични штици. Не се штици, туку санти мраз. Оди си, не пречини, имаме работа. Значи нема да ме примите, а? Нема, оди си. Па и не сакам да ме примите. Јас без вас ке одам на северниот пол. Само некако на вашиот, туку на вистинскиот. А на вас, еве ви шипинки. Си се тргнала Женја настрана покрај вратата, го зела волшебното цветче, го скинала синото ливче, го фрлила и рекла: Летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг, на земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Одведи ме на северниот пол. Не успеала ни да докаже, а одеднаш силни ветришта се појавиле. Сонцето исчезнало, ноќ се сторила, а земјата се стркалала под незините нозе. Женја, облечена во летно фустанче, со голи ноџиња се нашла сама на северниот пол, а таму било ладно, минус 100 степени. Леле, мајчице, ке замрзнам, извикала Женја и почнала да плаче. Но солзите й се претвориле во мразулци и свиснале на носето, како мразулците по покривите. Тогаш од зад сантата мраз се појавиле 7 бели мечки и тргнале кон неа. Која од која пострашна? Едната нервозна, втората лоша, третата со беретка, четвртата со остри заби, петтата бесна, шестата накострешена, а седмата била најголема. Женја се преплашила. Го погледнала волшебното цветче, го скинала зеленото ливче, го фрлила и извикала колку што има сила. Летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам сега да сум во својот двор. И одеднаш се нашла повторно во дворот. Момчињата ја гледат и се смеат. Кај ти ема северниот пол? Бев таму. Не видовме? Ај докажи. Еве, гледајте, се уште ми виси мразулецот. Тоа не е мразулец, туку мачкино опавче, што ти е? Женја се навредила и решила повеќе да не се дружи со момчињата, па отишла во другиот двор за да се игра со девојчињата. Кога таму, што ќе види? Сите имаат играчки. Некој девојче си има количка, друго топка, трето ролерки, друго пак тротинет, а едно девојче имало голема кукла што зборува со сламена шапка и чизмички. Женја станала љубоморна. Од завист, очите й станале жолти како на коза. Аха, добро, сега ќе ви покажам јас кој има играчки. Го извадила волшебното цветче, го откинала портокаловото ливче, го фрлила на земја и рекла: Летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам сите играчки на светот да бидат мои. Во истиот момент, кон Женја од сите страни тргнале едно чудо играчки. Се разбира, први дотрчале куклите, кои трепкале со очите и викале без престан: Мама, 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 мама. Од првин Женја се израдувала.
но почнале да доаѓаат толку многу кукли што го наполниле сиот двор, со качињата, двете улици и половина од плоштадот. Невозможно било да се направи чекор, а да не се згазне на некоја кукла. Можете ли да замислите колку врева можат да направат 5 милиони кукли? Но тоа биле само оние кукли од Москва, а куклите од Санкт Петербург, од Харково и од другите руски градови се уште не пристигнале и трчале по сите патишта на Русија. Женја малку и се исплашила, но тоа е само почеток. По куклите почнале да се тркалаат топки, топчиња, тротинети, трактори, автомобили, тенкови, топови. Ролерките сами си возеле и ги газеле нервозните кукли, кои уште повеќе почнале да врескаат. Во воздухот почнале да летаат милиони хеликоптери, авиони и ракети. Од небото почнале да паѓаат плишани падобрани, кои се закачувале на телефонските жици и на дрвјата. Во градот било невозможно да се оди. Полицајците се качиле на канделабрите и не знаеле што да прават. Доста, доста! Во ужас свикала Женја, фаќајки се за глава. Доволно е, што ви е? Не ми требаат толку играчки, се шегував, се плашам. Но не можело така. Играчките доаѓале ли доаѓале. Завршиле руските, па почнале да доаѓаат американски. Целиот град бил преплавен со играчки до покривите. Трча Женја по скалите, а по неа играчки. Се качила Женја на чардакот, а играчките по неа. Потоа се искачила на покривот, бргу го скинала виолетовото ливче, го фрлила и рекла: летај, летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ, врати ми се, напреј круг, на земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сите играчки нека се вратат во продавниците. И во тој момент исчезнале сите играчки. Го погледнала Женја своето волшебно цветче и кога што ќе види. И останало само уште едно ливче. Ете ти, 6 ливчиња потрошив без да добијам никакво задоволство. Ништо де, во иднина ќе бидам попаметна. Тргнала таа по улицата, си оди и си мисли: што би можела да посакам? Може би 2 килограми карамели. Не, подобро 2 килограми овошни бомбони. Или не, вака ќе направам. Ќе посакам половина килограм карамели, половина килограм овошни бомбони, 100 грама алва, 100 грама лешници, па и едно розово геврече за Павли. А што ќе ми се? Да кажеме дека сум посакала и сето тоа ќе го изедам. Ништо нема да ми остане. Подобро е да посакам тротинет. Ама што ќе ми е? Ке се повозам и што потоа? А и момчињата може да ми го земат. Ке се повозат. Не. Подобро да си посакам билет за в кино или за в циркус. Таму е весело. Може би можела да посакам нови сандали. Тоа е убаво, како и циркусот. Ама што е па толку интересно во нови сандали? Можам да посакам нешто многу подобро. Важно е дека не треба да брзам. Мислејќи си така, Женја видела едно прекрасно момче кое си седело на една клупа покрај портата. Тоа имало големи сини очи, весели, но смирени. Момчето било мошне симпатично. Забележливо било што не е палавко, па Женја сакала да се запознае со него. Без страв, таа му се приближила толку блиску, што во неговите очи можела да си го види своето лице со плетенките распуштени по рамењата. Како се викаш, момче? Витја, а ти? Женја. Ајде да си играме брканица. Не можам, куцам. И Женја ја погледнала неговата нога во грозна чевла со голема платформа. Колку тажно, рекла Женја. Многу ми се допаѓаш, така што со големо задоволство би потрчала со тебе. И ти мене ми се допаѓаш, па и јас би потрчал со тебе со големо задоволство. Но за жал тоа е невозможно. Ништо не може да се направи. Таков ќе бидам сиот живот.
Глупости зборуваш, извикала Женја и го извадила од джеп своето волшебно цвече. Погледни. Со тие зборови таа го скинала последното тегет ливче. За момент му го приближила до очите, потоа го фрлила и со тенок глас кој треперел од среќа запеала. Летај, летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ, врати ми се, направи круг, на земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам Витја здрав да е. Во тој момент момчето скокнало од клупата и почнало да си игра брканица со Женја, толку убаво што таа не можела да го стигне, колку и да се трудела. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.